Вработените во компанијата Amphenol Technology Македонија во неделата ја реализираа најавената акција за расчистување на отпадоците од јавните простори во Кочани. Се чистеше на неколку локации во местноста Бавчелук, како и во зоната лесна индустрија. Со поддршка од екипи на комуналното предпријатие Водовод, исто така се кастреа грмушки и гранки, а се косеше и тревата околу пешачките патики. Одговорните во Amphenol рекоа дека акцијата е само дел од активностите за одбележување на 6-тиот роден ден на компанијата, која, освен успешниот и позитивен тренд на економски план, сака да помогне и во промовирањето на општествената одговорност на поширок план. Ова е приклучување наше кон еколошката акција Не биди ѓубре. Идејата е да се поддржи акцијата и да се мотивираат сите останати граѓани на општина Кочани и околниот регион да се приклучат кон оваа акција и секој да створиме еден одржлив систем кој што ќе овозможи да функционираме нормално во една здрава околина и здрава животна средина. Наша обврска е на идните генерации, бидејќи сите размислуваме за идните генерации, за нашите деца и велиме дека многу правиме скоро се за нив, но една од основните работи е да им оставиме одржлив систем и здрава животна околина. Минатата недела Amphenol донираше клима уреди за детското одделение во Кочанската болница, а покрај учеството во акцијата Не биди ѓубре се најавува продолжување на активностите во кои компанијата ја покажува својата општествена одговорност. Соработката со Општа болница ни продолжува, еколошките акции ќе продолжиме и во иднина, зависно од програмата сега која што изготвуваме до крајот на годината за наредната година и мислам дека ќе бидеме се повеќе фокусирани во тој дел да можеме да помогнеме на ранливите групи и да помогнеме во подигнување на свеста и екологијата генерално во овој регион. Покрај собирањето на отпадоците и средувањето во локалитетот Бавчелук, вработените во Amphenol чистеа и покрај патниот правец кон Браната градче. При тоа ги повикаа граѓаните да ја чуваат животната околина и да придонесат за поздраво живење.